Калиопи се пакуваше сама. Па ние буквално се разведовме и влеговме во студио. 97 година останувам без глас. Господје Грил, јас не можам да излечам вашата душа. Последните 15 години имам привилегија да ги интервјуирам некои од најинтересните и најдокажани луѓе од Македонија и регионот. Учев многу од овие разговори. И добивав инспирација за сопствениот професионален пат. Со мојата работа надвор од 1 на 1 и со многуте лични и бизнис релации и пријателства низ годините. Оваа сезона се радувам што ќе одам уште подлабоко во личноста на моите гости. Сакам да дознам што ги вади од такт, што ги води низ животот и што научиле низ него. Ова е 1 на 1. Добре дојдовте во сезона 15. Браво, браво, нова епизода од сезона 15. Браво, браво. Како сте, дечки? Добро е, добри сме, сите сме радосни, срекни, бидејќи имаме гостинка која навистина ни е многу мерак што ни е во студиото. Во 1 на 1 после многу долго време, но сепак една од најдрагите личности на македонската публика и апропо нормално и на нас. Ете, гледам. И на нас во екипата на емисијата. Се работи за една единствена и се најавува со само едно име. Тука е Калиопи! Калиопи! Браво на Калиопи! сите! Опа! Овде ми е местото, така? Да. Чекај сега, да е прекрстам Како си? ногата. Добро изгледаш. Ти благодарам. Добро со фризурата, ми се допаѓа. Ти се до Бубе. Да. Бубеин, салон, навистина, прекрасни се. Што е за фалење, треба да се фали. Да, Во држава затоа што- само критикуваме, ретко фалиме. Се слагам со тебе и мислам дека со тоа мора веќе да се престане. Да, ајде малку да Еднаш за свртиме. секогаш. Позитивните работи да ги зборуваме, Така а е, не само така што е. не чини што не Овде што има може нешто да зад мене? Ако сакаш. Чекај тоа. да погледнам вака, подобро е некако. Ти Опла! Јес! Па некако пубаво вака е за седење. како ти е тебе комфортно? А ти имаш пернича? Не знам да видиме. Дај ми го перничето, бе. О! Таму беше омилена песна порано. Може би треба да направиме ремейк со Ромео. Јас сакам дел од песните да ги позборуваме, но Добра. пред тоа ќе се навратиме на еден момент пред 10 плюс години, за да се пофалиме дека Ајде. уште добро изгледаме. Немам дерман да ти земам. Може. Добро. Викам, што ми правиш? Ти ќе немаш кај да Ке, си викаш, немам од тебе кај да бегам. Е така. Добро. Мислам дење ноќе, везен ти ми фрлаш иле. Добро. Така? Со мене само се караш, ми се лутиш, мое пиле. Ова песна не го виде светлото на денот, за жал. Подобро. Кога гледам колку сме се мачеле. А јас како не да пеам, туку цивкам. Добре. Имаше проблем со Имав грлото ли? тогаш. Да. Многу те болеше грлото. Да. Сериозно. Навистина. Мислевме да не снимаме дури. Беше проблем. Ов, душа мила напатена. Ама, мислам дека во животот ниту една средба и ниту еден момент, па дури ниту едно интервју не е случајно. А дали ти се сеќаваш, тоа беше пред ова наше интервју, Добро. кога беше кај мене дома, снимаше, и мојот малечок внук од брат ми помалиот дади, кога беше кај мене. Ти текнува ли тебе Тоа на беше тај за мис? еден ексклузив на времето. Да си ми жив и здрав. Гледаш? Многу одамна и многу убаво ме прими и од тогаш баш уште повеќе те засакав. Навистина? Да. Јас сакам кога звездите се нормални, обични, топли. Кога звездите не се звезди, Да. сакаше да каже. Па да. Ама тоа беше многу забавно. Ретко те има. И во такво издание, па и во вакво, па и во секакво. Во Македонија. Најмногу ми има во Македонија. Велиш? А зошто Да. таков впечаток имаме? Затоа што, пази, мене домата ми е тука Да. во Скопје, Македонија ми е во срцето, значи каде и да одам, каде и да пеам,
Македонија си ја носам со мене. Ама за медиумски појавување А кога мислев, се точно. медиумски, знаеш како, кога има повод и причина, тогаш сметам дека треба да ме има. Кога нема такво нешто, мислам дека подобро е да ме нема. Така да, некогаш, знаеш како, човек со тек на годините учи дека помалку е повеќе. Добро. Значи не дека намерно како пример гледаш, еве ако се појавам сега кај Жаре, сега наредни 5 месеци подобро да ме нема. А не заради тоа. Едноставно, сега ќе ти ја кажам вистинската причина. Вистинската причина е во тоа што кога си доаѓам дома, леле колку ми е незгодно што ви вртам грб. Навистина ми е незгодно. Овде кој дојде им врти грб? Немој да ја свртам столицава, па да ти го нарушам концептот. Кога си доаѓам дома, тогаш имам чувство дека време ми е за одмор. И некако се опуштив. Премногу имав ангажмани надвор, премногу концерти, премногу патувања и едноставно, знаеш, кога си доаѓав дома, си се опуштав. Си сакав да си се одморам, си велев, да, тука сум си дома, меѓу својот народ. А заборавив дека на тој народ му треба и нешто друго. Така да сега е време. Ќе се одолжам јас. Разбирливо, но сега без да ме разбереш погрешно, моментот што доаѓаме од нели помала земја. И сега ти си една од ретките кои што си успешна надвор од таа мала земја. Да. И кога одиш и се даваш нели надвор, нели правиш турнеја која претпоставува има не само настапи, има и интервјуа, има и сликања, има и се живо и диво, нели? Да. И го разбирам моментот да дојдеш и да сакаш да си се одмориш, тоа е сосема и се согласувам дека треба да го правиш. А има ли еден вид не фрустрација, но кога ќе се вратиш тука чувство, еве да го наречам, дека можеби па иако во мала земја, како да си попочитувана надвор. А би требало во мала земја? Не го имам јас тоа чувство. Мојот народ секогаш го почитувал и го сакал она што го правам. Тоа нема врска со никакви други институционални проблеми кои што нашата држава сладка ги има, но тоа никогаш нема врска со мојата публика, со мојата уметност, со мојата музика. Јас цел живот се знае за кого творам. Творам пред се за да го задоволам ова свое срце, бидејќи тоа е родено за да твори, за да и да споделува со другите. Значи, кога се раѓаш со една дарба, ти ја имаш должноста, веќе предодреден си да тоа го делиш со другите. Токму така и со мене, јас никогаш не ја чувствувам фрустрацијата, иако некогаш имаш право, се случуваат моменти кога ти велат сега зошто ова се случува и зошто мене ова ми се случува, ама тоа е многу погрешно прашање. Бидејќи доколку веруваш во себе, ако веруваш во Бога, тогаш верувај во себе, не ме давај на ѓаволите. Така да јас тоа веќе секаде во некоја песна го имам кажано, отпеано, и сега јас да ја замарам оваа моја убава глава со такви проблеми, нема шанси. Не. Кога или не знам дали има таков план, ама ние би сакале да ти видиме на некој поголем концерт тука, дома. Има ли воопшто план, се мислили за такво нешто? Вака сега, до година јас и Роме имаме еден голем јубилеј, 40 години од нашиот почеток кога се запознавме и почнавме да твориме заедно. 40 години не се малку. Подготвуваме албум, нов албум. Роме доаѓа во втората половина на февруари. Влегуваме во студио, ќе работиме и некаде на есен се планира да тој албум биде објавен и секако, драги мои, ќе има и концерт голем солистички во Скопје и низ Македонија. Да. Ова веќе ми се допаѓа. Ова ми се допаѓа. Тоа значи дека ќе дојде. Да, апсолутно. Се радуваш кога имаш така, ова сега кога те видов како го раскажа и ја видов среќата. О, како не. Бидејќи среќата никогаш не згаснува кај мене. Јас секогаш однова како сега да започнувам ги работам нештата. Секогаш. Се согласувам. Ај за тие концерти. Таму е Калиопи фронтмен. Но сепак, освен Калиопи, има еден тим позади што стои, има музичари, техничари и така натаму и така натаму. И секогаш ми е
потребно да ги спомнеме и тие луѓе, бидејќи тие луѓе многу ни значат. Да, како не. Сега ние што сме пред камера, окей, ама сите тие што стојат позади треба да добијат и нели собствен аплауз и треба да ги некој спомне и така натаму. Ајде ве ти за својот тим позади. Што би кажал? Види, тоа е моето второ семејство. Јас секогаш велам дека луѓето со кои што соработувам, некои од нив се многу долги години со мене заедно. Еве ги. Ова е мојата моментална екипа која што музички ме прати на моите концерти. Поставата на сцена. Така е. Имаме туку уште една господја која што тука не пречека. Тука сме, мислам, во Грачаница, во Етна хотел. И ова беше непосредно пред нашиот концерт, пред да одиме во сала. Еве не тука во Сараево. Тука сме сликани во кај Желјо 2 пред кебапчилница и им ветив пред Сараевскиот концерт ќе ги носам на кебапи и навистина остваривме таа мисла. И сега можете да ја тргнете, пошто како сум облечена и како изгледам, подолго да не ме гледате. Ова беше една брзинска, онака на трчање, затоа што бевме навистина преморени, имавме претходно 2 концерти и дојдовме во Сараево и за среќа имавме еден ден пауза, па искористивме да ги однесам на најдобрите кебапи во Сараево. Кога има концерт, потребно е да се вежба или сте толку добро извежбани да такви работи не Ние се потребни? секогаш Ај малку да им даваме слика на нормалниот day by day живот, ден за ден. Мојата ситуација е кога свириме константно, значи подолго време проби не се потребни, Така? затоа што сме уиграни, веќе толку сме усвирени, што би се рекло, да нема потреба од проби. Но, пред да започне една турнеја или некаков настап кој што е од посебен карактер, пробите се задолжителни и само знаеш како, ние пробите не ги доживуваме како проби. Секогаш уживаме во секој еден момент и додека пробаме, ние свириме како да сме пред публика или свириме како да сме на некој сешн кој што нас не значи. Многу се смееме, многу се шалиме. Главен од сите забавлjač е Александар клавиатуристот, битолчанецот, кој што има неверојатен хумор. И понекогаш дури го молиме пред да излеземе на сцена да не зборува ништо, за да не смее. Инаку, тоа се прекрасни луѓе и јас многу се ги сакам и многу сум горда на нив, особено што нашите концерти се навистина посебни и тоа и македонската публика ќе има прилика да го доживее до година. Списокот на песни како се прави? Кој одлучува во кој момент кој ќе биде финалниот? Списокот на песни имаш опус голем не е лесно да ги одбереш. И не само тоа, еден е опусот во Македонија, другиот опус така за надвор и ние секогаш правиме, после секоја турнеја менуваме нешто, бидејќи да не биде тоа слично како претходното. Разбиваме. Среќа дал Господ имаме песни, па можеме. Ама најчесто тоа го правам со Ромео, бидејќи правиме избор и на песни кои што треба ново да се најдат на репертоар или пак ако имаме некаква преработка ја заменуваме. Значи секогаш се воведува нешто ново. Ем за публиката да е ново, ем за тебе да е ново. Да, посебно и за нас значи многу бидејќи сметам дека ако се презаситиш со една материја, тоа влијае нормално, станува веќе монотоно и ние сакаме да разбиеме малку. И може да се почувствува од публиката? Сакаш да кажеш? Не е дозволено да дојде до таму. Не доаѓа до тој Не доаѓа до таму, до тој момент не доаѓа, бидејќи на време се грижиме да сето тоа биде средено. Ти се пеело, ти се плачало. Па не да ми се плаче, не, тогаш ми се плачеше пред себе. Јас сум една многу богата жена. Тешко на тој третиот што ќе дојде. Што мислеше ти, така ќе дојдам јас тука и немам што да кажам, а? Снимањата знаат да бидат многу напорни. Без љубов, пасија и ептен енергија, ништо. Јас сум подготвен, а вие? Ние сме одличен пар. Кога болката ќе настапи, Блокмакс Дуо е тука за нас.
Блокмакс Дуо, ефикасен при главоболка, забоболка, мигренозна болка, болка во грбот, ревматска и мускулна болка, болка при помали артритични состојби, ублажување на симптомите на настинка и грип. Двојно дејство до целта со Блокмакс Дуо од Алкалоид. Пред употреба внимателно да се прочита упатството. За индикациите, ризикот од употребата и за несаканите дејства на лекот, обратете се кај вашиот лекар или фармацевт. Ти знаеш што е добро за тебе и затоа одлучи. Од понеделник ќе го исправуваш грбот на секој половина час. Да, како не? Но има една добра работа што можеш лесно да ја правиш секој ден. Баланс, секој ден потребен. Одберете го својот пакет и осигурете го домот. Триглав осигурување. Со секој чекор што го правиме, ги изложуваме на светот и им помагаме да изградат издржливост. Од таа причина, инспирирани од 50 години истражување на мајчиното млеко, Аптамил Про Нутра 3 содржи витамини С и Д за поддршка на имунолошкиот систем на вашето бебе и нутри влакна. Аптамил Про Нутра млеко за мало дете. Ваш живот, наша наука. Golden Art наградна игра. Купи дом, освој стан. Од 24 јуни со купување на недвижност од Golden Art си обезбедуваш учество во среќната лотарија за нов стан во прекрасниот Каредо комплекс во општина Карпош. Уникатната можност трае до 23 јуни следната година. Промени го животот на многу подобро. Купи дом, освој стан. 18 години Golden Art. Дозволи да те понесе. Златен даб. Секој има избор. Не прави снуз. Стекни уште една добра навика. Штеди и инвестирај со ВФОП Фонд Менеджмент. Ти знаеш што е добро за тебе и затоа одлучи. Од понеделник ќе стануваш порано. Да, како не? Но има една добра работа што можеш лесно да ја правиш секој ден. Баланс, секој ден потребен. Ние сме одличен пар. Кога болката ќе настапи, Блокмакс Дуо е тука за нас. Блокмакс Дуо, ефикасен при главоболка, забоболка, мигренозна болка, болка во грбот, ревматска и мускулна болка, болка при помали артритични состојби, ублажување на симптомите на настинка и грип. Двојно дејство до целта со Блокмакс Дуо од Алкалоид. Пред употреба внимателно да се прочита упатството. За индикациите, ризикот од употребата и за несаканите дејства на лекот, обратете се кај вашиот лекар или фармацевт. А сега пораки од нашите партнери, овде имам спој на билки и зачини кои ќе ви предизвикаат специјално празнично расположение. Чајот ја дава топлата црвено-кафеава боја која потсетува на карактеристичната боја што го одликува празникот. Што е тоа? Тоа е божикен чај. Вкус што потсетува на божикен чај од Good Nature да го набавите.
Уште неколку дена и го имаме шампионот на Европското ракометно првенство. Ние веќе знаеме кој е шампионот во завршување на домашни задачи. Шампионот е Горење, се разбира. Не пропуштајте да посетите нивната веб страна или продажната мрежа на Горење и да ги погледнете сите екстра понуди по повод Европското ракометно првенство. Остануваат уште неколку дена, залихите се намалуваат, но побрзете. Горење е со вас на терен, но и во домот. И ако ви е позната и вас оваа реченица од утре, почнувам да станувам порано, слободно поспите си, зашто има една добра работа што можеш многу лесно да ја правиш секој ден, а тоа е баланс, бидејќи секој ден ни е потребен баланс од Бимилк. Стигаме до еден момент, група Калиопи. Да. Група Калиопи во која, како доаѓа до формирање на група Калиопи? Сега ќе ти кажам. Идејата сама за групата Калиопи потекна од овој човек. Тој беше иницијаторот и за групата и за начинот како почнавме да го креираме. Ти колку години веќе имаше? Јас кога го запознав Роме имав 16 години, Добро. 16 и пол. И уште тогаш се почна идејата? Да, 18-та година веќе 19... И што е Роме, ти заслужуваш бенд да имаш, односно да бидеш фронтмен на група? Не, тој само мене ме праша, би сакала ли да бидеш звезда? Тоа беа точните зборови. Јас само реков да. Значи во тој смисол моравме да работиме многу и работевме и во еден момент рече девојчето сега треба да порасне и да прерасне во жена и во тој момент тој го искреира албумот Роđeni, легендарниот албум. Так. На кој што е легендарната Бато, Кофер љубави, Небо ми си ја, Знам да те волим. Тој албум доживеа голема слава во Југославија. И она што е најважно е тоа дека Роме од секогаш знаел како да ме допре со песна. А таа слава опи, да. Како ја доживаш, бидејќи оваа слава е веќе нешто друго? Да. Едно е ова претходно што било, а сега веќе друго е цела Југославија да наизуспее твои песни. А немаш 35-40 години или не знам да си кој знае колку зрел човек. Па види, сето тоа е многу важно каде започнало и како започнало. Јас мислам дека ние двајца сме си судбински предодредени не толку заради тоа што сме стапиле во брак и имаме дете, нормално, тоа е едно возвишено и големо чувство. Но тој податок дека ние 40 години работиме и ствараме и при тоа на таа музика се лепат многу генерации, тоа е нешто посебно. Роме беше неверојатно пред времето. Зрел. Да. Он секогаш размислуваше начин добар познавач на шоу бизнисот, добар познавач на песна, што значи хит, што значи пишан збор. Ајде им дадеме контекст на ова време. Значи ова време кога станува звезда Калиопи, се прави овој авторски пар тандем, како да кажеме, што остварува многу успеси Ромео и Калиопи. Кој е тоа време? Што е тоа време? Што е тогаш популарно? Збориме за денес? Не, тогаш. Почетоците ваши. Какво е тоа време? Почетоците наши беа исклучително специфично тешки заради тоа што ние творевме во земја која што беше 20 милионска. Така. Секоја република си имаше на некој начин своји представници во Кој беа? Да ги спомнеме малку вака. Лепи Сол и ние бевме во така. тоа време. Група Калиопи, Лепи Сол, подоцна доаѓаат некои нови имиња. Јас веќе не знам затоа што 90-та година јас и Роме заминавме за Швајцарија. Да. Но пред тоа, доаѓајќи од Македонија, беше мал хендикеп. Тој момент. Не е тоа хендикеп. Едноставно ние се изборивме за тоа парче под небото, затоа што беше едно посебно време, во тоа време фестивалите беа многу популарни, доколку ти дојдеш и се најдеш на фестивал, како што беше Опатискиот, Сплитскиот фестивал, Месам, Белградски, тоа беше вау. А кои беа пејачи кои кога ги гледаш дека пеат на сцена, а ти си после нив си викаш вау. Треба да пеам после или пред, не знам, X. На сцена тоа не ми беше проблем. Мене ми беше повеќе интересно, например, во Опатија, кога во Кристалната дворана се собираа сите луѓе заедно и само одев и шетав и викам, леле,
од еден Здравко Чорич, до Седме Мичвајта, до една Тереза Јосипа. Многу ги имаш во тоа време, еден Парни Ваљак, до... И ти си меѓу сите тука? Да, сите беа тука. Па, Хит месеца, например, белградски, многу популарен во тоа време. Да се најдеш во таа група на луѓе беше посебно во тие моменти имаше некој што посебно те изненади со тоа колку е добар и несебичен со своето знаење, да сподели на млад настапувач, да те фати за рака? Немаше такви моменти, бидејќи некако, знаеш како, тоа поинакви времења беа. Ние не се осмелувавме премногу блиско да им дојдеме на од почит. Од почит. Почита беше број 1. Почита беше број 1. А динамиката твоја и на Ромео како функционираше? Тој, не знам, носи песна, напишана, учествуваш ли во создавањето, не учествуваш, знаеш како одеше тоа? Да, кај Ромео има еден принцип, кога он твори сам. Добро. Носи готова песна? Носи готова песна, музика, тексти и аранжман. Охо, склопено. Да, се комплетно. Потоа јас ги снимам вокалите, потоа ги снима инструменти тука, се враќа назад, оди во Хрватска, па потоа оди во Швајцарија и во Минхен мастерингот финален се работи. Кај беше потребата за толку многу да се патува за сите овие работи, пример? Од секогаш беше така или? Од секогаш, да. Совршениот звук на Ромео му е примарен, значи пред се број 1 му е да ме чуе мене во песната. Он секогаш минималистички ја гради приказната, додека мене не ме сними. Потоа работи. Откако јас ке ги снимам вокалите, потоа продолжува да работи. Не, мислам, неверојатен перфекциониста, девица во хороскоп, се ти е јасно. Што значи тоа? Перфекционист. Така? Да. Такви се? Роден на 1 септември и стално вели, Калиопе, денеска ти е патронат, која му е роден ден. Да. Да. Има ли некоја заднина во тоа зошто баш Швајцарија? Па таткото на Ромео беше така, има тама, нешто, да. Значи. Маријан Иван Грил, познат уметник, сликар. Еден од ретките кои што заедно со генералич Рабузин Лацковиќ влезе во енциклопедијата светска на наивните уметници. Значи звезда во собствениот жанр. Да, тој беше најголема звезда од сите нас, поголеми од мене и од Ромео, да. Инаку тој беше таму и заради тоа и решивме да одиме таму. А има врска целите превирања југословенски, па... Како не? Да. Нашиот последен концерт, прв концерт во универзална сала, од наш изведувач, се случи нашиот концерт 88 година. Сеќавам Владко Стефановски ни гостуваше на тој концерт. Тоа беше концерт за паметење. Нема да ви се верува, за потреба на тој концерт изработивме во една фабрика, не знам каде надвор од Скопје, за стакло, огромна кугла, голема како оваа студија, малку поголема. Малку помало, ствари, пардон, да не претерувам, како Менхаузен, се претерувам. И целата во стакло да биде како диско кугла. Каде се постави? Се монтираше на сред кровот во универзална сала, се изработи мотор кој што требаше да ја придвижи. Да, тоа беше неверојатно чувство. И многу анегдоти околу сето тоа, сеќавам со Аве Марија почна концертот. Многу музичари имавме на сцена. Еден ден се качуваме во канцеларијата на директорот, Звонко беше во тоа време директор, и имаше една голема карта на Југославија кај него во канцеларија и Ромео само вика: Калиопи моја, ја гледаш ли ти оваа карта тука? И викам: да, ја гледам. Ова нема да биде веќе вака. Не знаев зошто ми го кажа тоа, подоцна разбрав, тогаш ми беше неверојатно. Ама како што и реков, секогаш беше пред времето, па ги гледаше нештата пред мене и токму таа причина и решивме да отидеме и да се посветиме малку на нас, на приватниот живот. Се остварив како мајка, тама се роди Пако, 91 година. Во тој момент веројатно и ти си почувствувала потреба за такво нешто, нели да излезеш надвор малку од сцената под наводници. Чудно време беше и мислам дека од овој
агол сега, гледајќи, мислам дека сме направиле еден паметен потек. Зато и камбекот ми беше толку силен. И сладок, веројатно. И сладок, да. Така? Да. А имаше дел од тебе што си викаше, абе убав е овој живот мирен, под наводници, без сето тоа рефлектори, медиуми. Убаво беше. Да си посакаш беше. да си истераш повеќе. Имаше убави страни тој начин на живот, но секогаш во мене тлееше желбата. Ако јас дозволев тоа да се претвори во еден вечен живот, значи ќе ја поништев тезата дека јас сум родена за оваа професија. Така да јас си дојдов назад да си земам тоа што ми е потребно и да го дадам она што на треба да другите го им дадеш. треба. Да, но уште малку да те задржам на Швајцарија, бидејќи мислам ќе им биде интересно. Како изгледа твојот живот таму? Веќе во првата година зборував и германски и швицердич. Тоа е се две различни работи скроз. И благодарејќи на тоа, фала на Бога, после успеав да бидам и наставник по музика во нивни ориентирани школи швајцарски. Значи во швајцарско училиште. Единствен странец, да. Тоа е многу голем успех според мене, искрено. Ја тоа би го ставил во еден од твоите најголеми успеси. Знаеш? Па може би се во право, бидејќи навистина е многу тешко да мислам невозможно. Дури јас бев чудено и видена заради тоа што јас не успеав да завршам академијата, завршив само степен на академија и се посветив на мојата музичка кариера. Но кога тие видоа колкаво искуство имам јас и што се имам поминато, тие мене ме нарекоа дека сум преквалификувана за таа работа. И тоа ми беше една голема, да кажам, мотивација и искрено тоа искуство што го стекнав во тие 5 години со тие деца е нешто посебно. Одлично, баш убави спомени. Како доаѓа моментот Калиопи, се враќаме ли? Се пакуваме ли? Па Калиопи се пакуваше сама. Зашо се пакував сама заради тоа што мојата одлука беше после нашиот развод дека сакам да се вратам назад. Па ние буквално се разведовме и влеговме во студио. Да, многу културно, цивилизирано, многу безкрајно цивилизирано нешто. Влеговме во студио и го работевме моето солистичко првенче, обоиме албумот. И навистина можам да кажам дека тој албум е можеби најпосебниот албум во нашата кариера, бидејќи е создаден под ненормални услови. Така да, а таа музика која што излезе од нас... Ама да би били условите нормални, може немало да е така добар албумот. Па ништо така. Тогаш сите ќе го земат тој модел. Разведете се. И преако. Разведете се, направете добар албум. Тоа е уште еден показател колку сето ова што ние го создаваме години назад и до ден денес што трае навистина на еден посебен левел. Тоа не е нешто што е секојдневно, тоа не е нешто што е вообичаено. Функционираме така и тоа е тоа. Да, но на луѓето им е чудно. Пак ќе речем нетипично, зашто повеќето не успеваат да го направат. Па добро, меѓувреме не венча 5 пати повторно, се сакаат. Не, гледај како ја гледам, многу ја сакаат, секако. А добро, да ти побара некој совет, како успеа, па не еден, два брака така цивилизирано, убаво да се задржи, го забравивме и за Пирчев. Срце мое, пуста усто, само за Рома зборуваш. Да. Како успеваш некој да ти дојде и совет да ти побара, знаеш, не дај Боже, нели ти вика Калиопи, не ми оди убаво, сакаме да се развееме, ама сакам да останам како што треба. Пример, што совет би дала? Зошто луѓето не успеваат други? Имаш ти пријатели, имаш ти нели многу луѓе кои што поминале слични работи, ама ете не успеале така. Така да се разбереме, не значи дека јас сум се развела и ние ќе се разведеме. Мислам тоа е лудо, нели? Би било
И сакали опи ги советува луѓето. Си прават да пукне. Да смејте се еден со друг. Не, нашиот развод беше болен, и едниот и другиот. Но мислам дека она што е најважно е за мене, сега зборувам од мој аспект гледано, дека човек кој што се заљубил, решил да живее со некого заедно, значи дели со некого нешто, верува во нешто негово. Не сме до крај, без оглед на тоа, ако исчезне таа првобитна форма на љубов, нека ја претрансформира во едно пријателство, ма тоа не мора да значи дека треба да се гледаме секој ден. А особено пак кога имаме и дете. Сметам дека првобитната идеја мора да се врати и да се сочува и да се каже, јас сепак овој човек бил мој избор во животот. Ако го згазам него, се газам себе си, бидејќи тоа мој избор. Така е. И со него работам најдобро. Нормално. Како ти кажам, јас си избрав двајца исклучително интелигентни мажи во мојот живот. И едниот и другиот. Исклучително интелигентни, исклучително талентирани. Исклучително убави. Рома, прекрасен татко. И мислам дека јас сум една многу богата жена. Тешко на тој третиот што ќе дојде. Ќе мора многу да уме како да се справи со цел овој мој космос, кој што е прилично сложен. Јас сум многу среќна што и моите двајца бивши сопружници се добри пријатели денес. Верувај ми, кога доаѓа Анкица, сопругата на Ромео во Македонија, прво нешто што прашува дали Васил има представа во театар, сака да оди да го гледа. Тоа е така. One big happy family. Happy family баш. Така. Сега баш ќе се потсетиме на еден период после тоа 96-та Скопски фестивал. Ау, да. И песната Само ти, кратко делче, ајде да видиме како звучеше тоа. Години не пеење, ова го прават. Ти се пеело, ти се плачало. Па не да ми се плаче, не, тогаш ми се плачеше пред се. Тогаш беше мојот најсложен и најтежок период во мојот живот. Прво место жири, прво место публика, апсолутно неочекувано. Ма и растури на тој фестивал. Да, Скопскиот фестивал ми понуди да се појавам прво со наша песна, моја и на Роме, но не знаејќи што се случува, јас не можев тогаш да го направам тоа. Потоа имаш некои други автори кои понудија песни, јас реков, може би се разделуваме, ама не можам да ти го сторам тоа, да пеам од друг автор песна, никако. И седнав една вечер, го заспав пако, и ја направив Само ти. Тоа е прва песна во мојот живот, прва песна вистинска која што излезе од мене. Тоа што значи текстот или текст и музика? Да. Се? Да. Значи баш од душа извадено е. Токму така. И после тоа, 97 година, останувам без глас. Да. Што се случува? Што мислеше ти? Така ќе дојдам јас тука и немам што да кажам, а? Види, после вакво пеење 96-та. Па се историв душата на сцена и готово. Не, имав сериозен проблем психосоматски. Почнав да го губам гласот постепено и за голема среќа што во тој период живеев во Швајцарија. Во Базел постои се уште доктор Јозеф Сопко, голем стручњак, оториноларингологист, хирург, професор на универзитетската клиника во Базел. И бев на повеќе консултации со повеќе доктори и секој од нив ми велеше одете кај Јозеф Сопко, одете кај професор Сопко. И дефинитивно професор Сопко се обиде 2 месеци, не спатна некакви терапии,
кортизон, дишување на кортизонот преку инхалации. И го месец, два во тоа време доаѓам на една контрола и вака ме гледа. Господја Грил, пошто во тоа време бев Грил, господја Грил, јас не можам да ви излечам, бидејќи не можам да излечам вашата душа. Така да завршив на операција, не можев да пеев во ниските лаги, ама тоа беше мачење. Страшно. И одеднаш тоа дојде? Одеднаш. И тој го гледаше тоа дебелување на десната гласна жица и реши тоа со ласер да го реши на операција. Кога се разбудив од операција, многу тешки ми беа тие моменти, бидејќи гласот ми беше мене се. Па како не? Значи, буквално се. Животот ти е во грло. И кога се разбуди вториот ден, дојде сестрата и вика, професор Сопков ве очекува во неговиот кабинет, не смев да зборувам. Доаѓам јас таму, вика, господје Грил, ние вашата операција снимавме. Затоа што не идовме на еден феномен. Со дебелувањето вика го клонивме, ќе бидете добро, гласот ќе ви се врати. Ама ви имате дупла гласна жица. Мојата десна гласна жица е дупла. Она што ти го снимиле, ме замоли дали ќе може да го презентира на некој симпозиум во Германија, следен кој што го беше. Да го сподели, бидејќи такво нешто во неговата кариера тој немал видено. А хипотетички, да не било вака, ти кажа дали операцијата би била успешна, неуспешна? Дали... Не, рутинска операција. За дебелувањето било чисто психопатски причини. Так, од стресови. Се случува, да. Стресот го направил, бидејќи јас не сум знаела да се справам со стресот на правилен начин. Тој удрил таму каде што сум најосетлива. Како изгледа моментот кога почнуваш прв пат да ги фаќаш нотите што не си можела? Што... Сега ми текна како почна. Плачеш ли? Што се случува? Па не смев да зборувам месец дена најмалку. Ми беше забрането. И имав во тоа време ги имам се уште Александар Ивановиќ и Един Карамазов. И Александар се грижа секогаш околу мене што треба, како треба. И бевме договорени, бидејќи не смеам да зборувам. Еднаш чукнувам на слушалка за да, два пати за не. И сега ми се јавува Карамазов. Муцка, како си? Добро? Да. Јел си гладна? Да. Што хочеш да ти донесем? Ево и Муцка е ту, Александар. Хочеш да ти донесемо то? Не. Хочеш да ти донесем ово? Не. Хочеш оно? Не. Па шта хочеш? Бурек! А не смех да писнам. Бурек! И следното ни беше излегување, имаше многу добар мексички ресторан во Базел, каде што си излегувавме се, дружевме сите и овие маријачеве доаѓаат оригинални. И тука се пее, они мексички песни пеат. Јас како што јадев, верувај ми, и само како застана до нашата маса, вака викам. Само еден дан живота, још едну чашу. Данашки си ја они ја знаат, што е тоа мексичка песна. И ја свират, а ја ја пеам песната и тука, всушност, за прв пат се чув себе си. Си го чув гласот. Неверојатен момент. Камен од срце. Да. Во кафана пропев. Повторно. Кај што треба? Па јас многу си ја сакам кафанат и многу ги почитувам моите колеги кои свират по кафана. Нарачуваш песни? Како не? Да. Ама си ги пеам, кој ќе си ги нарачам. Кои ти се вака 3-4 за свое срце зборам, не? Сите наши македонски, од стари до новокомпонирани, кои што си ги мислиме дека не се Дај две-три, кој конкретно? Па
посебно си ја сакам Кажи Либестано, си ја сакам Македонско девојче, Кале Шангја многу ја сакам, Си заљубив едно моме, Дафино вино. Има. Ги наброја. А од другиве, моја песма е Беле руже, нежне руже. Тоа сите мои блиски луѓе го знаат. Да. Таа е таа. Да, и таа си ја пеам. Спомнавме 96-та дека бил можеби најтежок, да речам, настап твој што си го имала, оној со само ти. Фере да се каже? Не е најтежок тој настап. А кој бил најтежок? Од било која причина да ти е, може и емотивно, може и физички, може и психички? Сега ќе ти кажам кој ми бил најтежок настап. Најтежок настап ми беше Фрушка гора, 2022. Во јуни месец, значи почина тато, мене Сабајлето ми кажа дека татко ми починал, а вечер имав концерт. Кој што... А ти таму? Тамо бев, да. И сето тоа мораше во мојата глава да се организира, да направам прво еден стоп емоционален, значи за веста знае само менаџерката Лорета, Маја и Јулија, пратечките вокали, и ги замолив да остане тоа тука, никој друг да не знае, додека не заврши концертот. И му пристапив на сето тоа рационално заради секако ради концертот што ме очекуваше таа вечер. И организиравме се, моравме се да договориме и во однос на целата церемонија кога ќе се вратам. Тоа не беше се, јас петокот имав концерт на Фрушка гора, саботата во Ниш концерт. И мислев дека нема да имам глас, не знаев како ќе биде сето тоа. Прв пат бев во една таква состојба, во една таква положба да, во главата ми звони, ти си професионалец, ти тоа можеш. Знам дека и татко ми би рекол, сине, мораш ти тоа да го направиш, нема откажување. Ама во пракса е многу тешко. И најголемиот страф ми беше кога ќе излезам надвор пред микрофон, што ќе чујам, кога ќе почнам да пеам. Ќе бидам ли тоа јас, ќе биде ли тоа мојот глас. Да не се скршиш, а? Да, и кога почнавме, кога видов публиката, едноставно тоа многу ми помогна, ми даде сила, и кога сватив дека никогаш полесно не сум пеела отколку таа ноќ, гласот ме служеше, не можам да ви кажам како. Пеам и си велам од каде излегува овој глас, од каде, и во тој момент нормално човек ќе си почувствува, бидејќи си викаш, тоа мора да е тато, тоа мора да ми помага тој на некој свој начин. И заврши се тоа, тоа беше мојот најтежок настап. Да, но ова многу зборува и за таа една друга страна на професијава, бидејќи нели ние сите ве гледаме на тој еден настап каде што сме присутни, а вие следниот ден продолжувате на некој нов, каде што треба да им ја направите вечерта незаборавна на сосема нови луѓе, па трет, четврт, пети. Тоа не ми е тешко, Жаре. Тоа воопшто не ми е тешко. Но при тоа треба да дадете ист перформанс, односно прекрасен или најдобар што можете перформанс, без разлика на се што се случува, а сепак сите сме луѓе. Така е. И не се случува се и се што. Црно и бело е сепа и животот, нели? После последната случка што ми се случи во Белград на 4 ноември, кога требаше да одржам концерт во МТС дворана, кога ми почина жена пред 5 минути пред самиот почеток на концертот. Пред да излезеш баш? Да. Ја сватив тежината на животот и неговата озбилност, кога не те поштедува од ништо. Но си реков од друга страна, да, тоа беше еден од најтажните моменти во мојата кариера. Чудно, како некоја филмска монтажа, ти случува нешто и не можеш да разбереш во моментот дека е возможно такво нешто да се случи. Кој би помислил дека може тоа да се случи?
При тоа, кога дознав дека е во многу критична состојба, јас побарав од менаџментот, од организаторите, да ме пуштат да влезам во сала. Од самата сцена, прв пат излегов на сцена, од некаква друга причина. Свимнувам во публика која што е нема. 1500 луѓе седат во сала неми и претходно ме предупредија дека јас ја познавам жената. Тоа е едно семејство од Нови Сад, млада жена, 56 годишна, докторка по професија, инаку мајка на девојка која што е голем фан мој и они доаѓа на сите мои концерти. И морам да кажам дека последните зборови нејзини биле, кога тоа ми го кажа керката низина, кога ги свртила и рекла имам супер позиција, ќе направам многу убави фотки и многу убави видеа од концертот. И рече мајка ми умре среќна. Да. Ама нам ни беше шупло и празно. И тешко. И мислам и дека затоа и треба да се даде и аплауз на таков тип на луѓе како вас, бидејќи, знаеш, и јас се гледам како таков. На крај крајва сето ова што го правиме да им направиме, за нас поубав ден на луѓе, на публика. И луѓето треба да знаат дека сето ова што го правите се одржи многу елементи, многу луѓе кои што се зад камерата труд, сега и целата организација. И така, тоа е тоа. Како што тоа меѓу оние кои што најубаво го имало пеано и со текстови со себе Фреди Меркјури, нели? Леле, омилениот пеач на мојот пако. И многу други каде што нели кажа ја морам да сум клован, нели, сакал Микел да ви направам да си поминете како што треба, така да ти благодариме тебе за сиве овие години што постоиш и што ни ги правиш животите и концертите незаборавни. Да си продолжиш така и те како со нетрпение го очекуваме албумот. И концертот. Па потоа и концертите повеќе ќе ги има. Ете така. Оваа 2024 нека биде круна на твоето досегашно постоење на музичката сцена. Може? Тука си имаме протокол. Те оставаме со најдоброто од Македонија, Good Nature, чаевите. Чекај да бидам дарувана вака. Ете така, Прилепска пивара. Повторно, добро. Ако. Еве го. Опи, ти благодарам многу и ќе ни дојдеш пак. Благодарам на тебе исто. Ова беше Калиопи во еден. И за крај информација за Екомак. Екомак е првата македонска апликација чија цел е поттик на совесно рециклирање, овозможувајќи им на корисниците да собираат поени и да ги користат поените во маркети како ваучери. Симнете си ја Екомак апликацијата, бидете совесни и селектирајте отпад. Тоа е последната порака од нас за вечерта. Ви посакуваме се најубаво, бидете здрави, среќни, весели и се гледаме следната недела 18:30 на Канал 5 премиера, истиот ден 11:30 навечер реприза или се гледаме на интернет како сакате. Чао, чао!